Сведоци сме на високите летни температури кои ја зафатија државата. Докторите постојано апелираат да се заштитиме се со цел да се избегнат несакани последици по здравјето. Во оваа прилика докторката Валентина Митрова препорачува да се носи светла лесна облека и да се пијат многу течности. Препораките се да се избегнува периодот од после 11 до 17 часот, кога е најголемо зрачење и високите температури си го прават своето. Оние што поради работните врски се изложени и мора да бидат присутни во тој период, да се хидратираат, особено со вода без алкохолни пијалоци, да бидат заштитени со лесна светла облека, капи. За хроничните болни и трудниците важи правилото да ја земаат препорачаната терапија од матичниот лекар и се повеќе да се конзумира овошје и зеленчук, а масната храна да се избегнува. Хроничните болни и трудниците секако по наредбата што вчера издаде Министерството за здравство на нашата земја се ослободени од работните врски, да ја користат редовната терапија која што е припишена од нивниот матичен лекар, да земаат лесни и чести оброци со избегнување на масна храна пражена. Македонија е подневје кој што изобилува со зеленчук и овошје, така да препорачувам топла препорака во овие периоди тоа да биде исхраната. Периодот за движење надвор од дома би бил од 7 до 11 часот. После овој термин не се препорачува излегување, бидејќи тогаш температурите се зголемуваат и може да предизвикаат несакани ефекти. Од раните утренски часови 7 до 11 часот, потоа не се препорачува, ако нема потреба и не барат врските, да бидеме изложени на овие високи температури кои што траат деновиве. Во периодот кој следи, метеоролозите најавуваат дека ни предстои уште еден жежок бран со високи температури, што значи дека најидеално би било да се одмора во домашни услови и да се пие многу вода за да не дојде до дехидратација.